Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги вели дека е скандалозна одлуката да се донесе изборниот законник со измените кои се процесуирани низ собраниските сали. Зошто и што ќе се случува сега од кога се донесени овие измени? Како од државата ќе се наплаќаат пари за партиите да се рекламираат по медиумите? Ќе ни каже Зоран Трајчевски, директор на АВМО. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам. Значи, реакцијата на агенцијата беше во однос на тоа што со измените на изборниот законник се прекршени многу меѓународно утврдени правила и стандарди и што се, да не речам целосно или во најголем дел е спротивно на праксата која што постои во земјите членки на Европската Унија. Исто така морам да реагирам на дезинформациите изнесени во соопштението од СДСМ дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги активно учествувала во работната група за финансирање на Законот за финансирање на политичките партии. Не е точно, ние учествувавме во работната група за измените на изборниот законник и никогаш не сме учествувале во работна група за финансирање на политичките партии и немаме никаква законска надлежност да учествуваме во изработка на тој закон. Ако го прегледаме сега изборниот законник со се измените, ќе видиме дека законско решение имаме со кои учесниците во изборната кампања ќе изготвуваат медија плановите како што кажавте. Што ќе се случува ако ВМРО, ДПМН и СДСМ сакаат во исти тајминг, да речеме во 5 часот изутрина, да се рекламираат на исти медиум? Не знам, ова се толку чудни одредби во законот, каде што реков таква пракса и таква законска регулатива не постои никаде во демократскиот свет, така да јас едноставно не би можел да ви дадам одговор. Тие кои што го смислиле ова законско решение треба да дадат објаснување, меѓутоа како што кажав, на ваков начин сериозно се врши притисок врз медиумите, мешајќи им се во уредувачката политика. И не сметам дека ова е сериозен чекор наназад, а не е воопшто дека се прави некакво подобрување на регулативата и усогласување со регулативата во земјите од Европската Унија. Мониторингот на интернет порталите исто така е спорен. Вие неколку пати имате излегувано и на јавно да кажете дека не може да го прави тоа АВМО. Се консултиравме со европски партнери и таква пракса и таква методологија за мониторинг не постои во ниту една држава од Европската Унија. И заради тоа Советот, како што кажав, 3 пати Советот на агенцијата донесе став дека нема да врши мониторинг. Второ, не постои регистар на портали. За да се изработи таков регистар ќе треба многу долг временски период, а второ треба и стручен капацитет и кој што ниту во моментот, ниту во некој нареден период Државната изборна комисија не може да го има, така да тоа е еден вид борба со ветерници или само на еден начин да се врши притисок и врз интернет порталите за време на изборниот период да бидат наклонети кон една или друга политичка опција. И сакам да кажам уште нешто во однос на Законот за финансирање на политичките партии, каде што Социјалдемократскиот сојуз ја прозва агенцијата дека тоа било во согласност со блупринт документот изработен од невладините организации со кои целосно се врши финансирање на политичките партии од буџетот. Тоа е апсолутно неточно. Туку останатите извори на финансирање на политичките партии како што се чланарини, донации остануваат. Со овие измени на изборниот на Законот за финансирање на политички партии се дозволува да земаат и кредити и плюс се зголемува сумата на средства кои што ќе добиваат од буџетот. Значи не е точно дека ќе имаме целосно финансирање од буџетот, туку дополнително зголемување на сумите кои што политичките партии го добиваат од буџетот, а останатите форми на финансирање понатака остануваат. И е многу смешно што Социјалдемократскиот сојуз кажува дека можностите независните кандидати може да ги користат како и на претходните избори. Независните кандидати на претходните избори немаа можност да бидат платени, да имаат да користат платено политичко рекламирање, што значи дека постои поширок консензус помеѓу големите политички партии во Република Македонија да не се дозволи на независни кандидати да бидат учесници во изборната кампања, односно и да учествуваат, нивните шанси да бидат сведени на минимум. Имаме ли воопшто сега
измени нешто од тоа што се случуваше порано, со оглед на фактот дека порано имавме две телевизии кои зима највеќе од пазарниот колач кога во прашање беа изборите, а другите што остане ќе отиде кај нив или пак нема да земат ништо. Со овие измени во изборниот законник се менува нешто или пак се продолжува сите? Со овој изборен законник се обезбедува сигурност на телевизиите дека ќе ги наплатат своите средства, веќе сега ќе ги наплаќаат средствата од буџетот. Но добивањето на средства од буџетот на индиректен начин значи самото тоа корумпирање на медиумите, така да од една страна се овозможува сигурност на медиумите дека ќе ги наплатат средствата кои што ќе ги користат политичките партии за време на изборната кампања како платено политичко рекламирање, но од друга страна медиумите стануваат зависни од средства од буџетот, што апсолутно не е добра пракса. Овие измени во изборниот законник идат во прилог на државата и на медиумите или идат во прилог само на партиите? Само на партиите. Никаков прилог не одат ниту на државата, ниту на медиумите. Дали ова овозможува да медиумите имаат помалку казни со оглед на фактот дека товарот ќе се префрли сега кај партиите? Тие одлучуваат во кој временски тајминг ќе се... Па видите, најголемиот број казни што ги изрекуваше агенцијата во изминатиот период за време на изборите се однесува на неизбалансирано известување. Неизбалансираното известување директно не беше поврзано со средствата кои што ги трошат партиите, туку со определбата на собствениците на медиумите да заземат политичка страна или заради нивните врски со одредени политички или економски елити. На ваков начин ниту може да се влие, ниту може да се предпостави дали медиумите ќе ги почитуваат или нема да ги почитуваат законите, бидејќи овие измени не влијаат во делот на начинот на уредувачката политика на медиумите, тие повторно ќе одлучат дали свесно ќе го кршат законот и нема да известуваат избалансирано или ќе известуваат избалансирано. Тречески, дали со тоа што се вметнати одредбите кои не треба да бидат вметнати за електронските медиуми, односно порталите, ќе им се нанесе голема штета? Многу значајно прашањето каква методологија за мониторинг ќе донесе ДИК. Од методологијата која што ќе ја донесе ДИК ќе значи ќе можеме да видиме како ќе биде уредено однесувањето на порталите за време на изборниот период. Сега однапред вака не можеме да зборуваме. Реално кажав јас дека таква методологија не постои во ниту една европска држава и тоа сега се остава на ДИК да го изработи по сопствено убедување. Знаеме дека ДИК е апсолутно составен само од членови кои се предложени од политичките партии, кои со консензус ги донесе овие измени на изборниот законник. Овдека постојат многу места за манипулации, доколку сака можеби некој од политичарите да основа портал на трето лице, може да го основа порталот, да го пријави во ДИК и потоа да следеваат финансиски средства од политичките партии. Секакви опции постојат, бидејќи во законот за медиуми не се опфатени порталите, собственичката структура не може да биде следена, ниту пак е предмет на овој изборен законник, така да секакви опции или негативни појави може да бидат евентуално потенцијално да се појават за време на избори. Постојат многу поголем број на злоупотреби кои може да бидат направени? Па, не сум размислувал во таква насока, меѓутоа кога многу работи не се усогласени со законодавството и немаме пракса во земјите од Европска унија да знаеме како тоа функционира, секако дека треба да постои опасност дека може да постојат и одредени недоследности. Слободата на изразување? Секако тука кога зборувам за дека државата оди назад, главниот и основен елемент е слободата на изразување. Значи, повторно може да имаме сега уште повеќе корумпирани медиуми од претходно. Секако, да. Состојбата на МТВ каква е моментално? Приходите минатата година се намалени и тоа значително, некаде околу 10 или нешто повеќе од 10%, така да од финансиски аспект не е во добра состојба. Што се однесува во делот на известувањето, последниот период, последните година и пол, има позитивни промени во делот на начинот на известување кај јавниот сервис, но има елементи кои што недостасуваат, а тоа се посебно дебатни емисии, истражувачко новинарство, кои што реално и не постојат не последниве години, туку последниве децении кај јавниот сервис. Ако зборуваме генерално за начинот на известување, во последниот период има подобрување кај медиумите во начинот на почитување на професионалните новинарски стандарди, начинот на известување.
но имаме и тенденција одредени медиуми да сакаат да станат провладени, односно да се доближат кон со начинот на известување кон политиките на владата, што не е добро. Кои се медиумите кои сакаат да се приклонат кон власта? Па не би сакал сега да зборувам за тоа. Тоа е сепак истражување, верувам. Има, мислам, тоа го гледаат и гледачите, ако ги погледнете и последното мерење кое што го објави агенцијата за гледаноста на телевизиите, се гледа сите оние кои што не ги почитуваат професионалните стандарди, секогаш се одразува тоа на нивната гледаност. Негативно? Негативно. Манчевски ги повика членовите на Советот на МТВ и на АВМУ да дадат оставки за да почнат реформите. Дали мислите дека вие дека Советот на АВМУ, каде што вие немате директна поврзаност, е пречка за да имаме реформи во медиумите? Јас повеќе пат имам кажано дека последните, односно овие законски измени кои што се сега во парламентарна процедура, апсолутно немаат ништо со реформи или со подобрување на слободата на изразување. Единствено што е тема на тие законски измени се кадровски промени. И добро е што сега министерот тоа јавно го кажува, последна година признава дека всушност сега реформите не се реформи, туку се само кадровски промени. Јас не можам да зборувам во име на членовите на Советот на агенцијата, меѓутоа секогаш барањето на политичар, а станува збор овдека не само за министр, туку и за потпредседател на владеачката партија, ваквите барања представуваат сериозен политички притисок врз членовите на Советот, посебно е сега во овој период кога се очекува да се распише референдум и треба да агенцијата да го следи. Заклучен е целосно и законот за медиуми, додека изборниот законник беше експресно донесен во некои 30 на минути на собраниска седница по договорот со лидерите, али можеби законот за медиуми треба да го ставиме да го кројат лидерите на политичките партии, за да можеме побрзо да идеме со процедурата за донесување. Ако го оставиме тоа да го прават лидерите како го направат како што го направи изборниот законник, тогаш не се пишува добро на државата. До каде е донесувањето? Па, донесувањето на законот го следам и јас преку медиумите, така да немам никаква информација повеќе. Во самата постапка на кога се изработуваше законот, агенцијата доста касно беше вклучена, два пати даде своји забелешки на законот. Ниту една од тие забелешки не е усвоена, сега е во собраниска процедура, односно во комисиска расправа второ читање. Мониторирање на електронски портали, односно ако одиме по директивата за аудиовизуелни медиумски услуги или електронски публикации, не постои никаде. Значи, најмногу што може да се оди е нивна нотификација, односно регистрација, се знае кој е собственик, кој е главен одговорен уредник, односно каде се носат и кој ги носи уредувачките одлуки. И тука завршува целата приказна. Се прави злоупотреба. Така, значи апсолутно не постои. Второ, не постои ни стручен капацитет, колкава сака желба и искреност и честност да има во ДИК, едноставно не постои стручен капацитет да го прават тоа. И, како што кажав, самото тоа што се префрла да изработува регистар за време на изборите ДИК и потоа да изработи методологија за мониторинг, не представа ништо друго, туку еден класичен обид да се направи притисок врз електронските публикации или како нас познати како портали за време на изборниот период да ги почитуваат желбите на политичките партии. Таму каде што имаме вакви небулозни барања да се врши мониторинг на електронски портали и каде што е тоа невозможно, а каде што и не постојат никакви правила никаде во демократскиот свет, агенцијата не може да преземе одговорност и да го прави тоа. Затоа реков и не знам на каков начин тоа ќе го прави ДИК. Односно ќе ја донесат методологијата, ако ја донесат. Ако нема ваква методологија во демократските земји, во какви земји има, дали има, може да тоа? Не знам, не сум упатен и ниту ми е тоа предмет на интересирање. Бидејќи имате низа од замерки на изборниот законник каде што се регулираат и медиумите, ќе поднесете можеби некој поднесок на надлежните органи? Не сме надлежни да поднесуваме предлози за измене на изборниот законник, ние нашите забелешки ги дадовме во форма на амандмани во работната група која што беше формирана, во која учествува и политичките партии во делот на изборниот законник, само во делот на изборното медиумско представување.
И како што гледаме со овие измени на изборниот законник, нашите забелешки како агенција воопшто не се земени во предвид, туку се земени во предвид само оние работи кои што помеѓу себе ги договориле политичките партии. Во законот за медиуми не се земени вашите забелешки во изборниот законник, не се земени вашите забелешки, дали тоа значи дека оваа агенција е една безгласна буква во собранието? Па видете, имате ли некое такво чувство? Па не верувам дека сме безгласна буква, затоа што ние нашите ставови, нашите забелешки, освен што ги праќаме до надлежните институции, секогаш и јавно ги објавуваме. Прашувам за собранието, дали таму сте безгласна буква, бидејќи никој не ве слуша? Видите, нас не слушаат, меѓутоа на крај кога ќе треба да се донесат одлуки, политичките партии наспроти тоа што им се полни устите со ЕУ и НАТО, постапуваат секогаш спротивното. Ви благодарам за овој кратко интервју. Благодарам за можноста да зборувам.